Здраво за вас што го следите YouTube каналот на М телевизија. Од неделата 20 јануари Скопје беше домаќин на состанокот на лидерите од регионот посветен на планот за раст на Западен Балкан, усвоен од Европската комисија. Да се подсетиме дека планот кон крајот на минатата година на балканска турнеја го представи председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и тој предвидува помош за државите од регионот од 6 милиарди евра за периодот од 2024 до 2027 година. Од нив 2 милиарди евра се неповратна помош, а 4 милиарди евра во поволни кредити. Првиот и неизбежен заклучок беше дека помошта е условена и ќе биде исплатена ако земјите ги спроведат неопходните реформи. Меѓу целите на планот е создавање единствен регионален пазар и пристап до пазарот на Европската Унија. Поранешниот премиер Димитар Ковачевски пред напуштањето на функцијата и председателот на државата Стево Пендаровски ги примија лидерите од регионот и на работна вечера пред нивната понеделничка средба посветена на Отворен Балкан. Покрај лидерите од регионот на таа полутајна вечера на средбата присуствувала и помошник државниот секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Джеймс О'Брајан, како и синот на Џорџ Сорос, Александар Сорос. Изненадувачки, иако не се регионални лидери, на средбата присуствувале и Артан Груби и Али Ахмети. На вечерата Пендаровски и Ковачевски имале излагање во кое побарале помош од балканските лидери пред предстојните избори во Македонија. Состанокот во Скопје покажа дека Европската Унија дефинитивно нема намера да продолжи со примање на така наречени земји од Западен Балкан. Содржината на состанокот кажува за тоа. Цел е овие земји да се приспособат кон системот на Европската Унија, преку кој ќе може да бидат владеани од Брисел, но нема да имаат полноправно членство во догледно време. Инаку неразбирливо е зошто некој би истурал милиарди евра за држави во Западен Балкан, за кои од самата Европска комисија постои оценка дека степенот на корупција и криминал е на највисоко ниво. Присуството на Александар Сорос на вечерата, бледа копија на неговиот татко Џорџ, пак кажува дека цел е да се исполни замислата за ремоделирање на границите на овој регион, Вучич да го признае Косово, за возврат да ја добие Република Српска, Косово да се припои кон Албанија, а кога станува збор за Македонија, да ја исчезнат до крај. Ова е без преседан. Александар, синот на Џорџ Сорос, кој важи за некогашен играч на американско-британските тајни служби, и О'Брајан, како официјален представник на американскиот State Department, заедно на полутаен состанок со македонскиот председател и премиер, договараат како двајцата да останат на власт со поддршка на сите политички партии на албанците, поради што на вечерата биле повикани всушност и албанскиот председател Еди Рама, косовскиот премиер Албин Курти и лидерот на ДУИ Али Ахмети и неговиот близок соработник Артан Груби. Бесрамно и без никакво достоинство македонското раководство се стави во понижена состојба барајќи договор како да им обезбеделе останување во фотелите од и бил загрижувачки високиот рейтинг што го имала опозиционата ВМРО ДПМНЕ. Ако ова е американска слобода и демократија и политички принципи, тогаш во право е Ноам Чомски кога вели дека западните демократии се само замаскирани тоталитарни, дури и поопасни од тоталитарните општества. Дополнително, О'Брајан исто така бесрамно им даде поддршка за предстојните избори на носителите на огромниот криминал и корупција и во финансиска и во смисла на корупција на умот, Социјалдемократски сојуз и ДУИ, повторувајќи го исказот од ноември дека тие носелен напредок, а ВМРО ДПМНЕ ветувала дека ќе најде начин за патот напред. Еве ја изјавата на О'Брајан како одговор на новинарско прашање. Ми кажаа дека ќе ме прашаат за non-paper.
не знам за non-paper и би сакал да се задржам на она што го кажав во ноември кога бев во Скопје како и денеска. Сметаме дека граѓаните на Северна Македонија треба да решат за патот за напредок. Мислам дека една партија, мисли на СДСМ, даде предлог за напредок и трпи критики затоа што некои луѓе го сакаат или не го сакаат. Друга партија, ВМРО ДПМНЕ, наша забелешка, ветува дека ќе изнајде начин за патот напред и мислам дека можеби е фер граѓаните да побараат од таа партија да понуди non-paper во кој ќе објасни која е незината визија и потоа ќе можете да решите меѓу визијата која ја знаете и нешто што е ветување, рече Обрајан. Нормално за Обрајан напред е ако македонците се самоизбришат, а се друго што е различно од нивната намера не е напред за Македонија. А споменатиот non-paper, според новинари и извори на Социјалдемократскиот сојуз, се чини по се, е документ што би го потпишале албанските партии дека нема да учествуваат во влада што ќе ја формира ВМРО ДПМНЕ, доколку таа не се обврзе дека за 6 месеци ќе го смени уставот и ќе ги внесе бугарите во него. Инаку, тоа што го побарал Пендаровски, албанските партии да го гласаат и да не истакнуваат свој кандидат за тој да победел, е бесрамно и покажува на се што се спремни овие ментални и духовни кастрати, ама такво избирање со помош на албанците не е преседан. Прв пат беше направено со изборот на Борис Трајковски, но многу подискретно. Трајковски, уште на првиот ден од изборната трка, беше пресреќен дека веќе бил избран за иден председател, зашто, како што рече во тесен круг на соработници, американците му договориле средба со лидерите на ДПА и ПДП и им дале сугестија сите албанци да гласаат за него. Тогаш тоа беше навистина шокантно за такво непринципиелно политичко однесување на божемните демократи американци. Но Трајковски, како нивни човек, им беше неопходен за планираната војна 2001 година и без него таа не ќе се одвиваше онака како што тие сакаа, односно со вистинска цел прекројување на политичката и уставната суштина на Република Македонија. Обрајан е дипломат во заминување, зашто по ноемвриските председателски избори во Соединетите Американски држави многу работи ќе се сменат посериозно. Од тука, за ваквото однесување како да сме му негова колонија, не би сакала сега повеќе да елаборирам. Повеќе сакам да кажам за присуството на Александар Сорос на таа озборувачка вечера. Бидејќи ние во Македонија под напливот на секојдневни скандалозни настани, бргу ги заменуваме претходните со нови приказни, односно забораваме без било кој политички или корупцијски скандал вистински да биде решен, и бидејќи новите генерации мислат дека векот и денот почнува од нив, денес ќе потсетиме на ликот и делото на таткото на Александар, Џорџ Сорос, и која е неговата улога во исчезнувањето на Македонија и македонците. По референдумот за независност од 8 септември 1991 година на сцената во Македонија се појави Џорџ Сорос, а тогашниот СДСМ и председателот Киро Глигоров широко му ги отворија вратите. Во јануари 1992 година, наместо европско признавање на спасителот на Македонија Џорџ Сорос, типично цинички во Скопје и нудеше цели 25 милиони долари кредит како помош. Опозицијата со Љупчо Георгиевски се противеше на таквата помош, но државотворниот Социјалдемократски сојуз на Македонија за 25 милиони долари и на барање и јавна препорака на Сорос го променија знамето, се откажаа од македонското малцинство во соседните земји, го сменија уставот и во 1995 година се согласија да почнат преговори со Грција за името. Сорос, кој секогаш беше во земјава во важните моменти, уште тогаш предлагаше да си го смениме името во Славо Македонија. За Сорос,
Македонија од секогаш била вештачки создадена, без историја и вистинска култура. Да не заборавиме дека во 1995 година Сорос се залагаше за сосема идентична агенда за албанците, како она од 2001 година. Црвенковски всушност и влезе во коалиционата влада на Георгиевски за да ја исполни агендата на Сорос за отворено општество во навод, со што македонците се откажаа од својата држава. Инаку, се присутниот Сорос на крајот 1991 година незаконски, само со амин на власта на СДСМ, го создаде така наречениот Институт Отворено општество, што стана идеолошки нервен центар на власта на Глигоров и на Социјалдемократскиот сојуз. Јавна тајна во светот е дека Џорџ Сорос, како агент на британската империјална политика, е насекаде каде што треба да дојде до наметнување на нивниот нов светски поредок. Неговите пипци ќе ги најдете во наркокартелите во Јужна Америка, источноевропските земји, на азискиот континент, во сите кадифени портокалови, розови и така натака револуции во банана државичките и околу Русија. Со почетокот на југословенските војни, Сорос пумпаше милиони долари во регионот, па така и во Хрватска беа дадени 15 милиони долари. Но хрватскиот председател Туџман во декември 1996 година се одважи изјавувајќи: Сорос организациите целосно се имаат инфилтрирано во структурите на општеството. Преку финансиска поддршка тие заробуваат во членство од сите возрасти и категории, од средношколци до новинари, универзитетски професори и академици, од сите сфери на културата, економијата, науката, здравството, правосудството и литературата. Тие отворено велат дека нивна цел е да ја сменат структурата преку донации, да создадат поволни услови за субверзија на ситуацијата во Хрватска, да се здобијат со контрола во сите сфери од животот, имаат намера да ја фокусираат својата енергија и влијание врз медиумите и културата. Уште пострашно действуваше Сорос во Македонија, но нашите СДСовски политичари, замислувајќи се за големи дипломати, молчеа и ја исполнуваа неговата агенда. Дури кога Сорос побара да си го смени името во Славо Македонија во септември 1995 година, провладиниот весник Нова Македонија напиша за антимакедонските ставови на Џорџ Сорос. И не е ни чудо што потоа Нова Македонија мораше да исчезне. По истиот рецепт требаше да исчезне и македонската радиотелевизија и се поред што носи предзнак македонски, зашто според концептот на Сорос, а тоа е проект на британско-американските служби и така наречени институти, се што значи постојање на македонски идентитет и континуитет треба да биде уништено. Тоа, впрочем, го спроведуваше организацијата Сорос, Отворено општество во Скопје, преку финансирање на електронските медиуми во Македонија и безброј проекти од доменот на културата кои третираа теми од спекторот на новата глобалистичка либерална агенда, издигнувајќи го на пиедестал модернизмот како единствена вредност и постепено потиснувајќи ја изворната култура и традиција од умот и знаењето на младите генерации. Тоа всушност го правеше Сорос сиве овие години со поддршка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која одработуваше агендата на британско-американските елити и разузнавачки служби за бришење на Македонија. Го сменија името и идентитетот, а пропаднатите СДСовски политичари и нивните квази-интелектуални и медиумски извршители во државата и натаму не убедуваат дека треба да си го смениме до крај личниот опис. Оти според овие преумни глави, само така можело да обстоиме. Боже, може да постоиш, а да те нема. Инаку, Џорџ Сорос, роден како Георги Шварц, унгарски евреин по потекло, како млад им помагал на нацистите да го конфискуваат имотот на евреите во Унгарија. Емигрирал прво во Англија, од кога започнува неговата поврзаност со британските тајни служби и идејата за отворено либерално општество.
Во 1956 година оди во САД, каде што како студент бил цимер со Елиот Енџел, подоцна познат како американски сенатор од Демократската партија и како еден од главните лобисти во американската невладина организација Албанско-американска граѓанска лига, преку која Енџел пропагираше за независност на Косово. Џорџ Сорос во 1995 година објави програма да ја направи Македонија отворено општество со застапување точно на истата агенда за која подоцна ќе се залага она во терористичкиот напад на Македонија во 2001 година. И мировниот договор подпишан во Скопје во тајност на 13 август 2001 година е фотокопија на предлозите на Сорос од 1995 година. Што всушност беа предлозите на Сорос во 1995 година? Сорос предложи албанците да се направат конститутивна нација на Македонија, равноправна со словените, како што не нарекуваше. Интересно е што Сорос прв ги нарече етничките македонци словени. Тогаш македонскиот председател Киро Глигоров беше револтиран и налутен, што Сорос македонците ги нарекува словени. Сепак, Институтот Отворено општество во Скопје остана да постои во Македонија се до неодамна. Сега центарот е во Тирана. Сорос е носител и на планот албанскиот да стане официјален јазик во Македонија. Во 1995 година Сорос побара наставата на Педагошката академија во Скопје да се изведува на албански јазик. Тој донираше 25 милиони долари за повеќе јазични студии, односно за студии на албански јазик. Дневниот весник Нова Македонија го обвини Сорос дека го поддржува албанскиот сепаратизам со тоа што се залага за статус на конститутивна нација на албанското малцинство со 23% од населението, како што беше утврдено во пописот на Европската Унија, односно пописот на меѓународната заедница. Сорос го негираше обвинението, но неговите постапки покажаа дека целта е сепаратизам на албанското малцинство. Концептот на Сорос за отворено општество е плагијат од делата на австрискиот филозоф Карл Попер, идеологот од студената војна, кој ги објавил своите ставови во отвореното општество и неговите непријатели во 1945 година. Попер ги напаѓа филозофските списи на Платон, Хегел, Карл Маркс, поддржувајќи го глобалистичкиот корпоративен капитализам, кој беше антисоцијалистички, антисоветски и антикомунистички. Накратко, концептот на отворено општество повлекува искоренување на националните граници, на суверенитетот, на уништување на националните држави. Се разбира, Сорос не поддржува отворено општество за Соединетите Американски држави или Израел. Отвореното општество е резервирано за нациите во кои корпоративните сили се обидуваат да се инфилтрираат и да контролираат, да донесат демократија во навод и стабилност, исто така во наводници. Во 1994 година Сорос донираше 15 милиони американски долари за зачувување на архивите на пропагандата за студената војна на Радио Слободна Европа со седиште во Прага, како пропаганден медиум на ЦИА во Европа. Тоа е новата форма на колониализам, неоколониализам против националните граници и државниот суверенитет. За жал, Македонија, иронично, е најдобриот тест за експериментирањето на Сорос во разградувањето на еден народ и држава. Македонија е лабораторија за Џорџ Сорос. Македонските православни во навод словени се несвесните и неволните заморчиња или лабораториски ставци во оваа лабораторија на новиот светски поредок. Имаше и други слични организации, како што се Акциониот совет за мир на Балканот, потоа Меѓународната кризна група, Think Tank за надворешна политика организирана исто од Џорџ Сорос и Мортон Абрамовиц, поранешен помошник државен секретар на Соединетите Американски држави и американски амбасадор во Турција, која што пак е членка на НАТО. Кои
раководеше со меѓународната кризна група. И Сорос и Абрамовиц беа членови на управниот одбор. Сорос исто така раководеше и го финансираше Human Rights Watch, истурена организација на НАТО и корпоративните интереси на САД, со врски во американскиот State Department. Председавач на меѓународната кризна група беше Марти Ахтисари, поранешен председател на Финска. Се работи за широка и шарена екипа од западни политичари и водачи на банана републики, поранешни американски пријатели и истакнати личности во глобалистичкиот нов свет, со цел членовите да можат да служат за распоредување од агенции на Обединетите нации, влади, приватни компании, невладини организации. Во мај 1994 година Сорос беше член на Акциониот совет за мир на Балканот, која посети Македонија и ги проучуваше незините политички структури и одржливост. Акциониот совет го сочинуваа и Мортон Абрамовиц, подоцнешниот советник на ОВК и мозокот на војната во Косово. Збигнев Бжежински, архитектот на човекови права како пропагандна техника, Пол Волкер, Џорџ Шулц, Макс Камплман, Френк Карлучи и други познати имиња. Сите тие помогнаа и за создавање на така наречениот мировен договор за Македонија. Веќе во 1994 и 1995 година американските креатори на политики изработуваа решенија за Македонија. Мировниот договор од 2001 година ги има сите показатели дека е направен во САД. Терористичките напади од 2001 година од страна на ОВК или ОНА, или АНА, како што ја нарекуваа, беа само начин за спроведување на предлозите и барањата од 1995 година. Тоа беше всушност фаза на спроведување. Ако македонскиот конфликт изгледаше лажен и фабрикуван, има едноставна причина за тоа. Ако се чувствувавте изманипулирани и испрани во мозоците од независните и слободни медиуми на западниот свет, имаше причина и за тоа. Американските, односно западните медиуми, ја помагаа пропагандната војна иницирана од владите на НАТО. Велат, знаењето е половина успех, особено познавањето на вистинскиот непријател. Македонците имаат право, без страв, храбро и на избори што нема да се манипулирани или направени преку социотехнички инженеринг, да си ја изберат својата иднина, зашто поголемо дно од ова дно до кое не доведоа креатурите политички партии, Социјалдемократски сојуз и ДУИ, повеќе од тоа е само самиот пекол. За светла иднина на Македонија. Храбро, македонци!